Денеска разговараме со пратеникот Игор Здравковски од ВМРО-ДПМН, кој што истовремено и председател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Велес. Разговараме околу последните политички и општествени случувања во државава. Добар ден, господине Здравковски. Добар ден и благодарам на поканата. Вака за почеток, вие како пратеничка група од ВМРО-ДПМН поднесовте предлог измени на Законот за средно образование. Вие одржавте и пресконференција на таа тема. Кажете ми, поединачно, кои се предностите, односно што е сето она што ќе биде како бенефиција за средношколците во држава од овој предлог закон? Така, значи, оваа година, за жал, со ковид пандемијата настана едни, би рекол, ненормални и несвојствени услови за работа во образованието и во основното и во средното и во високото образование. И согласно Законот за средно образование, матурантите нели се обврзани на крајот на нивното школување да полагаат 4 испити, кои што би биле во насока на нивното продолжување на образованието, меѓутоа поради сите околности кои што настанаа, како што кажав, со ковид кризата, тука имаме задоцнување на почетокот на школската година за 1 месец. Имаме се уште ученици кои што немаат пристап до тие електронски уреди за следење на наставата. Имаме ученици кои што не се согласуваат со сите политики, часот трае 35 минути наместо предвидените, значи се е некако скратено и сметаме дека со право, аргументирано тие бараат намалување на бројот на предмети од 4 на 2 кои што би ги полагале за да можат да се запишат понатаму на некоја од високообразовните институции. Очекувате ли дека власта ќе го прифати овој предлог закон? Јас искрено не очекувам министерката да го прифати, меѓутоа сметам дека доколку се освестат, знаете, ние имаме еден малку поголем проблем, подлабок проблем во нашето општество, каде што наместо законодавната власт да дава наредби и да контролира извршната власт, кај нас некако повратен редослед одат работите и сега наместо овие пратеници кои што се од мнозинството, а се дел од Комисијата за образование, наука и спорт, да потегнат едно овакво логично барање на средношколците, односно на матурантите, кај нас сметам дека ќе зависи од волјата на министерката Царовска. Знам дека и таму има одлични професори, одлични луѓе кои што работат во образованието и знам дека доколку малку подлабоко размислат, ќе ги прифатат овие логични барања, меѓутоа пак ќе кажам, сметам дека се ќе зависи од волјата на Царовска на крајот на криштата. Вие како пратеник во собранието се соочувате, искрено не знам како да, затоа што еве ние како новинари имаме ограничен пристап до некои информации, вие како пратеници го имате истиот проблем, иако тоа не би требало да биде така, во ниедна нормална држава тоа не е така. Сведоци сме дека последниот период некако се буткаат оние закони со европско знаменце кои што беа нотирани од Европската комисија дека во некои случаи се тие дури се злоупотребени. Еден од тие случаи беше и оној фамозен закон за попис. Вие се спротивставивте на тој закон. Кои се вашите гледишта? Така, како што кажавте, најголемите забелешки се поради злоупотребата на европското знаменце и злоупотребата на скратената постапка за носење на законите, иако моментално мнозинството кога беа во опозиција кажуваа дека никогаш нема да практикуваат такво нешто и дека сите закони ќе влезат во редовна процедура, тие ги користат без да се повикаат на било какви акти кои што ќе се усогласат со актите од Европската унија. Едноставно сметам дека го злоупотребуваат секогаш каде што ќе има некаде спомнување на Министерство за политички систем, за евроинтеграција и така натаму, пак ќе кажам, без конкретни повикувања на било какви акти. Овој пат тоа го сторија истото и со законот за попис, каде што исто така се повикуваат на европското знаменце, меѓутоа уште во самиот закон имаме несогласување со препораките на Евростат и со препораките на Обединетите нации. Ти имаат таму донесено неколку акти кои што се нумерирани, кои што се задолжителни за секаде ни светот каде што се спроведуваат попис, а се однесуваат и на методологијата и на целото носење на законите. Тие се повикуваат на тој акт, меѓутоа не го почитуваат во самиот закон. Не е ставена ниту методологија, ниту се знае како ќе оди, како ќе се одвива
Дополнително имаме и препораки од Обединетите нации да се одложат пописите онаму каде што се планирани за оваа година токму поради кризата со ковид пандемијата, меѓутоа ништо од тоа не е прифатено и некако се бутка насила. Повторно ќе кажам, наместо од долу нагоре да ги усогласуваме законите, тие ни се сервирани нас од горе надолу, тргнувајќи од некој политички веројатно договор, па надолу сите треба да ги прифатат. Очекувате ли дека на 1 април ќе започне пописот, ако земе предвид тоа што речиси поголемиот дел држави, они кои одложија тој процес, кои за една година, кои за 6 месеци, тука се од Германија, Ирска, Шкотска, Бугарија, така, последна и Хрватска. Последна и Хрватска, не знам, најверојатно, не знам, можеби они се банана републики, па не можат да одржат попис во време на пандемија, ние можеме. Мислите ли дека власта ќе остане на ставот и ќе започне на 1 април? Јас мислам дека насила ќе се протурка ова што тие го замислиле, освен онаа правна кочница која што е во нашите раце да го оспориме и да побараме преку собирање на потписи да се оспори овој закон и да се донесе нов закон. Овака како што се тргнати насила се да прават, мислам дека они се решени, но еден од инструментите е малку да го подзакочиме и да пробаме да го донесеме во согласно со барањата на граѓаните, значи не во согласно со нашите желби или нашите потреби, во согласно со барањата на граѓаните и во согласно со сите оние акти кои што се меѓународни и од Евростат и од Обединетите нации. Гледам дека методологијата, веројатно сте запознати, не е ставена во законот. Да, не е ставена во законот и има тука некоја одредба каде што методологијата треба да донесе директорот на Државниот завод за статистика и таа понатаму да биде прифатена. Меѓутоа што е спорно, методологијата и тој да ја донесе и да е најисправна. Не навлегувам во тоа што ќе содржи таа методологија, какви начини на попис и како ќе се одвива пописот. Ќе немаме ние како представници на народот право да вршиме измени на таа методологија, бидејќи ова е подзаконски акт кој што ќе си го регулира Државниот завод за статистика и ние како пратеници не заобиколуваат, нема да имаме право да интервенираме, да укажеме на пропустите и дополнително да ги измениме. Се сомневате ли во резултатите, во веродостојноста на пописот, ако ние се уште не знаеме методологијата. Методологијата е статистичка операција која што се одржува секогаш на почетокот на секоја декада. Така во сите нормални држави, ние 20 години немаме направено попис. Секаде се спроведува пописот и се започнува процедура на подготовки за наредниот, односно таа трае. Методологијата, они ја знаат цела декада у нас. Ние денеска сме 1 февруар, за точно 2 месеци започнува, се уште немаме методологија. Немаме методологија и самиот чин на носењето на законот е сомнителен. Затоа што ниту една забелешка, која што беше на вистина конструктивна од страна на опозицијата, не беше прифатена. Јас не знам зошто би им сметало на овие од власта, на СДСМ и ДУИ, кои што заедно го туркаат овој закон, зошто би им сметало да се дефинира дека пописот ќе се врши со лична карта, со пасош или со некој друг документ кој што ќе биде легитимен. Во законот не е наведено со што би се легитимирале оние кои што ги попишуваат. Не знам зошто би им сметало да има отисок од прст. Значи, тука одиме на веродостојноста на резултатите на резидентното население. Резидентното население е она кое што живее во Република Македонија во моментов, а оние кои што се под 18 години треба, според нас, да бидат легитимирани, односно попишани со извод од матична книга на родени. Тука би ја зајакнали и довербата во самиот процес од сите страни од сите етнички заедници и сметам дека би имале една јасна слика понатаму како треба да се движи и развива Република Македонија. Ова што не е ништо дефинирано, значи имаме во членот 10 таму кажува дека непосредно се врши пописот, а понатаму вели дека оние што најдобро ги познаваат останатите кои што се иселени, тие ќе дадат информации за нив. Кои се можните последици? Можните последици се пластично да објаснам, значи во село со 300 жители, каде што може би има 5000 иселени, ќе се дадат податоци за 5300 вкупно жители, каде што ќе се предвиди градинка, инфраструктура, било каква училиште и така натаму, меѓутоа
во селото фактички живеат само 300 жители. Останатите 5000 се иселеници. Ако е целта да се попишат сите државјани, тоа може со едно копче да се направи во Министерството за внатрешни работи. Можат само да видат број на државјанства или број на лични карти колку се издадени и тоа е тоа. Нема потреба од дополнителни трошоци. Последниве година дена, светски размери актуелна корона пандемијата, кај нас се чини дека некако држава закаснува со сите оние мерки, процедури, вакцини. Ние сме у први 5 држави по број на заболени на милион жители, по број на починати на милион жители, меѓутоа никаде нема на ние светски на листи по број на вакцини. Немаме ниту една вакцина. Согласно буџетот и минатата 2020 и оваа 2021 имаше ставка, беа најавени 16 ковид болници, од кои што ја не видовме ниту една. Една профункционира накратко и веднаш потоа. Накратко и потоа ја затвори. Некако се има речиси 3000 починати. Тоа се 3000 жртви кои што се натовар на власт. На негрижата на власт. Не беа преземени, но истото и се случува и сега со вакцините. Ке побарате ли, говорам, вие секојдневно барате одговорност, меѓутоа ќе побарате ли интерпелација за министерот Филипче? Во моментов имаме 3 интерпелации на дневен ред, кои што денес 2 се доставени за Маричик и за Николовски. Да, за министерот Николовски. Во процедура е интерпелацијата на Никола Димитров. Се надевам дека наредна ќе биде... За која што се уште нема закажано. За која што се уште нема закажано. Се надевам дека наредна ќе биде после тоа на Венко Филипче. Знаете, тие постојано кажуваат дека блескаме, а цело време обвинувањата ги насочуваат кон опозицијата. Значи, како да живееме во една држава каде што не смееме ние да го кажеме нашето мислење. Зависи ли нешто од опозицијата? Вие дали сте од опозицијата апсолутно ништо не зависи во негативна смисла, меѓутоа во позитивна смисла ние можеме да помогнеме со нашите идеи, со предлози да малку од малку да ја подобриме оваа слика. Последни се обвинувањето од Филипче кон поранешната заменик министерка Гордана Димитриевска-Кочовска дека таа го кочела процесот за набавка на вакцини поради несогласување, поради врзаните потписи кои што се законски, нели, законска обврска кои што се доека имаме техничка влада, меѓутоа има решение доколку има неусогласување, ДИК да ги носи сите тие акти. И тука постојано како ние да сме виновни заради тоа што тие немаат кворум, не можат да си донесат било каков закон, имаме партизирана комисија за здравство, имаме тотална партизација на целиот здравствен систем, никакви инвестиции, значи сите оние задолжувања кои што беа најавени, барем да беа насочени во здравствениот систем, кој што е столб на една држава, ќе беше во ред. Ние гледаме некои непродуктивни задолжувања постојано за едно за друго, немаме ни отчет дури од онаа милијарда евра која што милијарда и 100 милиони евра практично испадна, која што се зема во текот на 2020 година, за 50% од тие пари немаме ниту било каков отчет за да знаеме каде се отиде. И тоа е најголемиот проблем. Постојано сме ние криви, постојано тие се вадат нешто блескале, сега читаме, еве, нарачале одваму вакцини, оттаму вакцини, додека Србија има најголем процент на вакцинирани, ние апсолутно немаме компас каде тераме. Ние сме единствена држава во Европа која што се уште нема ниту една вакцина. Нема, за жал, ете. И Албанија почна, Грција почна, Бугарија почна, сите околни земји речиси почна, само ние додека блескаме, нели, еве, Радмила Шекеринска имаше, додека блеска, имаше една блескава изјава, каде што кажа дека не сакала ние да бидеме заморчиња, затоа чекале од страна да видат какви ќе бидат резултатите од вакцинацијата, па сега веројатно ќе удриме со многу посилно темпо. Господине Здравковски, како што спомнав на почетокот, вие истовремено сте и председател на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Велес. Во октомври не очекуваат локални избори. Сегашниот градоначалник од СДСМ Аце Косевски најави дека нема да се кандидира повторно, најверојатно, не знам, вие сте од таму, можете да ни кажете од таа нивна програма за 4 години што е исполната?
Така, не е само сегашен градоначалник господинот Коцевски, тој е неколку мандати наназад градоначалник како СДСМ и не доаѓа од СДСМ, доаѓа од ЛДП. Како СДСМ да немаат свој кандидат, па 20 години поред играат со истиот кандидат и веќе сметам дека оваа негова одлука е позитивна за сите граѓани на Велес, затоа што ништо не се сработи во последниот мандат. А дополнително па сметам и дека е последица на освестувањето на господинот Коцевски, дека навистина ги изневери сите очекувања на велешани за последните 4 години. Сега дури и да сака да се кандидира, е свесен дека ќе изгуби уште во прв круг. Имаше многу ветувања кои што во текот на овие 4 години испротивното го правеше, значи имаше ветување за намалување на цената на водата. Ја поскапија на 2 пати. Воведоа дополнителни давачки на терет на сите граѓани за јавна чистота, за јавно зеленило. Има ветување за обиколница околу Велес, која што нема апсолутно ништо направено во тој поглед. Имаше ветување за КЕИ, имаше ветување за затворен пазар. Еве последно што го направи е задолжувањето, значи тој требаше да биде реализиран 2018 година, а тој пред 1 месец најави задолжување за отпочнување на прва и втора фаза за изградба на градскиот пазар. Требаше да се направат катни гаражи, пречистителна станица, ништо од големите проекти не е реализирано, не е ниту отпочнато со реализација. И сметам дека оваа одлука се темели токму на тие актуелни случувања, не се темели на тоа дека тој бил веќе изморен или дека бил заситен од градоначалничката функција. Кои се вашите очекувања од локалните избори? Имате ли кандидат или се уште? Вака, нашите очекувања се дека искрено поради ова што се случува во Велес во последните неколку години, градот како да стана слеп од црево, немаме ниту една инвестиција. Немаме ниту еден голем проект кој што е отпочнат со реализација, а не па завршен. И нашите очекувања се дека како овие 3 изборни циклуси наназад, кога ВМРО ДПМН победуваше во Велес, очекувањата се дека повторно ќе победи тоа уште во првиот круг и градот ќе го вратиме на граѓаните. Знаете, имате од една страна партија која што апсолутно ништо не направила за градот, а од друга страна имаме партија која што се докажа во претходните 2 мандати на градоначалниците од ВМРО ДПМН дека може и знае како треба да работи. Очекуваме дека, зошто го кажав тоа, дека градот ќе го вратиме на граѓаните. Во последните 4 години поголеми проекти, не велам дека не требало да се направат, поголеми проекти кои што се направија во општина Велес, се токму онаму каде што имаше најголеми ветувања во селата Бузалково, Сливник и Оризари, кои што се населени со други етнички заедници, меѓутоа во овој дел на градот апсолутно ништо нема направено и сметам дека е време да почнеме со развојот на градот, да имаме визија, а имаме такви луѓе кои што имаат визија, за како треба Велес да се развија понатаму, бидејќи овој воз ако го испуштиме, затоа што Велес е еден од најпогодените градови со таа транзиција кога беше со приватизацијата. Сметам дека ако и овој воз го испуштиме, според нашите статистики некаде околу 13.000 граѓани се иселени, сметам дека Велес ќе стане мртов град. За жал. Имаме решенија, работиме на програма која што ќе ги задоволи барањата пред се на граѓаните и на оние кои што се двигатели на економскиот живот. Значи имаме постојано соработка со бизнис секторот, со бизнис заедницата, црпиме идеи од нив, веќе сме во фаза на изработка на програмата во тој дел каде што би ги детектирале проблемите и би им понудиле како партија некакво решение, некаков излез, бидејќи тие нормално од нив зависи економијата во градот, да можеме малку да го расшириме кругот, да ја расшириме визијата и да направиме една програма која што ќе биде во согласност со барањата, а не со мегаломанските задоволувања на ушите кои што практично не можеме да ги реализираме. Значи многу е лесно да се понуди дека ние ќе свртиме и железницата од другата страна, меѓутоа ако видиме дека тој проект кошта 100 милиони евра, а за тие пари можеме да средиме многу други работи, подобро е да тргнеме од некаде, па за да стасеме, дај Боже, некој ден и до тоа. Така да имаме
луѓе кои што се компетентни, имаме и соработка и со многу организации кои што не си и дел од партијата. На лична основа имаме комуникации со стопански комори и така натаму, со финансиски работници, со луѓе кои што секој во својата сфера испаднале успешни за да ни дадат идеи, да направиме една програма за која ќе стоиме и нормално ќе ја реализираме во наредни 4 години. Поред, ви благодарам господине Здравковски за одвоеното време. Благодарам на поканата.